На денешната седница на Советот на градот Скопје ќе се дебатира по две точки кои што се набарани од страна на СДСМ и опозицијската коалиција. Едната е информација за предвидените мерки на градот за унапредување на безбедноста во сообраќајот и втората точка е информација за предвидените градби на местото на сегашните бараки на градот Скопје. Во однос на мерките за безбедност за унапредување на сообраќајот во градот, покрај информацијата која што ќе разгледаме, која што ја достави градот Скопје, нашата коалиција ќе достави неколку предлози. Едниот од предлозите е да се ограничи максималната брзина на движење на возилата на 50 км на час, да се зголеми бројот на надземни пешачки премини, да се унапреди велосипедската инфраструктура, но и генерално се подобри вертикалната и хоризонтална сообраќајна сигнализација, се со цел да не ни случуваат немили настани како што се случи инцидентот пред 2-3 дена со губењето на млад живот на улиците на Скопје. Во однос на втората точка, што се однесува за предвидените објекти на местото на сегашните бараки на градот Скопје, бараме информација од градот да ни каже дали знае што ќе се гради на местото на сегашните бараки. Согласно одлуката во службен весник од 27 јули оваа година, ова земјиште е прогласено од страна на владата за земјиште од посебен интерес. Но, согласно информациите, на ова земјиште е предвиден објект за станување и деловен простор. Се поставува прашањето од кога тоа посебен интерес на државата представуваат станови и деловен простор. Токму затоа ние сме загрижени за габаритот и големината на објектот кој што се планира на ова место, кој што е интегрален дел од градскиот парк. Во однос на другите поважни теми за кои што ќе се дискутира на седницата на Советот, СДСМ и опозицијата целосно ќе се спротивстават на градење на улица на Кеот 13 ноември. Се работи за улица која што ќе биде изградена пред градскиот трговски центар и која што целосно ќе го наруши движењето на пешаците во овој дел од градот. Во однос на ребалансот на буџетот, која што исто така многу важна тема, иако навидум се работи за мала корекција во буџетот, сепак длабинската анализа покажува дека најголемите кратења на буџетските средства се однесуваат на ставката изградба и реконструкција на улици. Ова е сосема спротивно на интересите на граѓаните на Скопје и апсолутно е неприфатливо градот Скопје во време кога гради панорамски тркала, барокни фасади и останат раскош и луксус, да нема пари за основните потреби на граѓаните на Скопје. Скопје одамна заслужи многу повеќе и многу подобро. Благодарам, ако имате прашање.